Охридските бродари се изненадени од смената на Љупчо Настевски, досегашен капетан во капетанија Охрид. Иако важеше за човек кој има силна позадина во структурите на владеачката партија, тој е прв функционер во Охрид што го зафати новиот ВМРО-вски бран. Свежината од Охридското езеро удри токму на капетанија на пристаништа. Бродарите заеден велат, оти никој не очекувал токму Настевски да биде сменет, а почнала да се подобрува и соработката со него. Изненади, никој не очекуваше. Со гледаја тие дека во нив беше тогаш грешката и заради тоа се подобри комуникацијата. И немаше познавање нормално и затоа и реагиравме. Сепак со текот на времето и тој стекна едно поголемо искуство. Не очекуваат кој знае што од новиот капетан, но бараат да биде постручен од досегашниот, велат дека има многу работи кои треба да се подобрат. Жива материја, секогаш има заменување. Ево, пристаништата се не ископани. Овде, Свети Наум. И тој е еден од условите за безбедност. Сега, моментално, нивото на водата е покачено, така да се излегува и се влегува лесно од внатрешната страна. Водата на 1 август ќе биде пола метро пониска од ова сегаш. Тогаш ќе ги правиме. Значи треба копање, треба пари, треба инвестиција. За време на Настевски се случи најголемата несреќа во Охридското езеро, кога потона бродот Илиндена загинаа 15 бугарски туристи. Тогаш одбраната на бугарите бараше одговорност од капетанија. На адреса на веќе поранешниот капетан беа упатувани разни критики, дека бил нестручен, без соодветно образование и доволно познавање на проблематиката. И покрај тоа што Настевски е разрешен од функцијата прв човек на Охридската капетанија, како што дознаваме, тој во моментов се наоѓа службено во Хрватска. Неофицијално бил на едукација за капетан, иако повеќе не е на таа позиција. Дали ова значи дека тој ниту знаел за одлуката на неговата партија? А еден дознава дека за оваа примамлива фотелја биле заинтересирани повеќе имена кандидати, иако во Македонија бал е бројот на оние кои се стручњаци во оваа област, а кои работат и надвор од земјава. Извори од ВМРО-ДПМН велат дека засега ниту едно име не се фаворизира. Експертите велат дека она што треба да го направи новиот капетан е да инсистира на регулирање на законот за внатрешна пловидба, но и мора да има барем основни познавања на проблематиката, а не да е правник, електро или машински инженер или пак со завршен факултет за туризам.